Македонија и натаму во рецесија, пад на економијата од 1,9% за првите 3 месеци од годинава, потврди државната статистика. Пропаднаа надежите на бизнисмените дека во првиот квартал ќе бележиме некаков напредок и дека во втората половина од годинава веќе земјава ќе бележи раст. Првиот квартал завршил со минус од 1,9%, а во првото тримесечје има пораст во градежништвото од 1,7%, потоа во дејностите со недвижен имот од 0,5% и во земјоделството 0,3%. Во истиот период извозот на стоки и услуги се зголемил за 18,3%, а увозот пораснал за 11,2%. Бруто инвестициите во првото тримесечје бележат опаѓање во делот на промената на залихите, велат статистика. Инаку негативната стапка на БДП во првиот квартал е последица од третиот бран на пандемијата проследен со рестриктивни мерки, велат од Институтот за економски истражувања FinanceThink. Инвестициите според нив забележале остар пат од 16,6%. Во вакви околности, исцрпувањето на ефектите од две клучни владини мерки – субвенција за задржување на работните места – 14.500 денари по работник и еднократната парична помош за ранливите групи граѓани, ја задржа приватната потрошувачка над нивото на раст од 0,4%. Се наведува меѓу другото во извештајот од FinanceThink. Паралелно, македонската економија има сериозен проблем и со задолженоста која забрзано расте. Јавниот долг изнесува 7,1 милијарда евра и е со тенденција да расте и до година кога треба да стигне дури 65% од БДП. Колку за споредба, во 2019 година секој човек бил задолжен за 2750 евра, што по 15 месеци задолжувањето се зголемило за дури 800 евра. Инаку и минатата година земјава беше во рецесија. 2020 ја завршивме со задолженост од речиси 6,5 милијарди евра или 60,2% од БДП, но состојбата почна да се стабилизира во последните 3 месеци од 2020, кога падот изнесуваше 0,7%. Минатата година земјава ја заврши со пад на економијата од 4,5%.